Здраво, добро уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за гипсова енергија и се бележи со Б, значи не со П, бидејќи типот кој всушност ја вовел оваа термодинамичка величина е Джозеф Вилјард Гибс и всушност се бележи со Г. Така, значи се бележи со Г. И сега видиме што е оваа гипсова енергија. Сега видовме уште во минатото видео дека за да се определи колку е спонтанен процес треба да знаеме промената во ентропија, но не само на системот, значи не само на со протоколот, не само на системот, него треба да знаеме и ентропијата на околината. Односно колку се променува. Ама сега, например, на системот ајде можеме да одредиме дека се ентропијата, ама многу е потешко да се одреди промената на ентропија во околината, така? Сега ти целото околина, значи собата треба да мериш колка температура е, па после колку ќе се промени, ама тоа може да се прави при одредени специфични услови, ама ти не можеш постојано тоа да го прави. И затоа со цел полесно одредување на спонтанност на процесите е воведена оваа гипсова енергија, односно термодинамичка величина која вовел овој Джозеф Вилјард Гибс. За некаде се рекол исто Gibbs Free Energy, како гипсова слободна енергија, но ние ќе се ја реферираме како гипсова енергија. Сега, изразот за гипсова енергија е всушност следниот. Значи Г е еднакво на енталпија минус температура по ентропија. Сега, всушност промената на тоа, значи промената на гипсова енергија, значи делта Г е еднакво всушност на делта, земе бела боја, Х минус температурата по делта S. Гипсовата енергија исто така некој што се нарекува енергија која дел од енергијата кој може да врши работа. Односно дел од енергијата кој што може да го искористиш за да вршиш работа, бидејќи не може целосно да се искористи енергијата за вршење работа и тоа го видовме во вториот принцип на термодинамика. Сега, ако имаш некој хемиски процес, така имаш некоја субстанца X реагира со некоја субстанца Y, даваат некои си продукти Z плюс W и ја пресметаш стандардната енталпија, значи ја пресметаш енталпијата, ја пресметаш ентропијата, знаеш при која температура се одвива процесот, можеш да пресметаш колку ќе биде гипсовата енергија за таа хемиска реакција и добиваме одредени водичи за да знаеме дали таа реакција би се одвила спонтано или не. Сега, ако промената на гипсовата енергија е помала, ева ќе прележиме со бела боја, помала од нула, односно е негативна, значи тоа е тие се односно спонтани процеси. Односно да бидам поточен, зашто после иначе ќе се повторувам, ако е помала од минус 10 килоџули, значи тоа е спонтан процес и ова обично збориме за стандардна гипсова енергија, што ќе објаснам при кои услови е стандардна. Друго, ако промената на гипсовата енергија е поголема од 10 килоџули, тогаш тој процес, таа реакција не е спонтана. Сега некој нормално може да праша што ако вредноста на гипсовата енергија е помеѓу минус 10 килоџули до 10 килоџули. Тоа значи дека реакцијата тогаш тече во насока на создавање на рамнотежна смеса помеѓу продуктите и реактантите. Значи што мислам со тоа? Например, сега не е баш вака, но замислете си го вака. При спонтан процес имаш 100% реактанти и при одвивање на спонтанниот процес ќе добиеш 0% реактанти и ќе добиеш 100% продукти. Така. При неспонтан процес нема ништо да се случи, ќе имаш само 100% реактанти и нема да се добие никаков продукт, а додека ако се наоѓа измеѓу овие две вредности ќе имаш 50% после одвивање на процесот ќе имаш 50% реактанти, 50% продукти. Така, значи ќе се добијат некои продукти, ама ќе биде во еден баланс со количеството на реактанти. Значи ќе се добија смеса помеѓу реактанти и продукти. Сега, како за најголем дел од термодинамичките вредности кои воведовме, па и за многу други вредности, не само за термодинамика, се карактеризираат стандардни услови со цел за одредување на некоја си величина и стандардните услови за гипсовата енергија всушност се однесува кога имаш чисти супстанции, а ако е раствор се зема значи концентрација од 1 мол на дециметар кубен
Исто така веќе ова најчесто се користи за биохемиски реакции, оваа термодинамичка величина, се зема pH 7 дека е стандардна вредност и кога се мери промена на гипсовата енергија, значи се мери со оваа концентрација и при ова pH. Нормално треба да се пази на притисок и на останатото, така што формулата овдека би ја добила следниот изглед би го добила, едноставно би се додале овие кругчињата. Некаде имаат црта, некаде нема, значи може само биде вака како кругче, дека стандардна гипсова енергија при стандардна енталпија, при стандардна ентропија, односно при услови при кои се мери стандардна ентропија. И како што реков, оваа стандардизација се врши за сите во светот кога ќе вршат експерименти, детектираат колку е промената на гипсовата енергија, добијат исти резултати. Така, значи сите прават под исти услови. Сега не мора да добијат исти резултати, ама ќе наведат дека не правеле под исти услови. Ако остават ова кругчето, тоа значи дека ги правеле под овие услови. Така. Сега имаме и стандардна гипсова енергија на образување, што е многу лесно како е дефинирана. Всушност ако имаш некое соединение X, така, имаш некое соединение, не соединение, некој хемски елемент. Имаш некој хемски елемент X, имаш некој хемски елемент Y и тие реагираат на таков си начин при што создаваат 1 мол од некоја си дадена супстанца, во овој случај тоа нека биде XY. Така, промената на гипсовата енергија при овој процес се нарекува стандардна гипсова енергија на образување. Така, викаме дека го изследуваме при стандардни услови. И тоа се бележи на следниот начин. Тука значи се става F, бидејќи е на образување и се става кругчето во ќош. Сега, оваа стандардна гипсова енергија на образување можеме да напишеме всушност во некоја си општа форма. Мислам за реакција од општ облик, што би била на следниот начин. Ако имаме некоја реакција од општ облик, значи имаме стекометриски индекс, го имаме соединението, односно хемискиот елемент, кој реагира со некој друго. Ќе напишеме вака и се добива C со големо C плюс D со големо D. Сега, за да пресметаме промената во гипсова енергија, тоа ќе го направиме на следниот начин. Значи, ќе ставиме еднакво и се отвараме заграда. И сега првично ги гледаме, ги пишуваме продуктите, така. Пишуваме стехиометрискиот коефициент на продуктот по промена на формациона гипсова енергија. Не, вака, тука сега ќе оставиме C. И ова е стандардни услови, нормално. Плюс D на сега затвараме заграда и сега одземаме минус, сега минусот овдека всушност ќе го напишам. Значи минус ова ќе биде А. Ај ќе оставиме со сина боја и сега ќе го напишам, ќе го скокнам овој дел. Така што ова кога ќе се пресмета, всушност ќе ја добиеш промената на гипсовата енергија. Каде што ова повторно на некој си начин можеме да го запишеме во уште поопшта форма, што би било на следниот начин, значи ќе го запишеме дека горе промената во гипсовата енергија е еднакво всушност на сума од стехиометриски коефициент на продукти по промената на гипсовата енергија за формационата гипсова енергија, и ова е на продукти, минус сума од стехиометриски коефициент на реактанти по промена на формациона гипсова енергија на реактанти. Сега, со сеја ова што го заклучивме дека всушност гипсовата енергија, односно дали еден процес ќе биде спонтан, зависи од две работи, односно од енталпија и од дали се зголема или да мало ентропијата. Сега, исто така зависи од температура и сега ќе видиме како сите овие три работи прават една целосна слика која ни означува дали еден процес би бил спонтан или не. Сега, ја оваа табела некоја која ја направив, каде што ќе видиме како зависат едно од друга енталпијата, ентропијата, односно спонтанноста од процесите. Сега, ако имаме негативна енталпија, односно екзотермен процес, значи се ослободува енергија, се ослободува топлина, исто се зголемува ентропијата на системот, значи кога збориме сега дека за ентропија збориме за системот, значи не збориме за околината, се зголемува ентропијата бидејќи
се ослободува енергија и плюс станува похаотичен системот. Значи овие процеси се спонтани, ќе обележуваме како со штикова зелена. Значи тоа е спонтан процес. Сега, ако се абсорбира енергија и плюс се намалува ентропијата внатре во системот, тоа едноставно не може да се случи, тоа е не спонтано, можеш да го направиш со внесено надворешна енергија, ама самото по себе да абсорбира енергија и плюс да намалува ентропијата внатре во системот, тоа е не спонтано. Сега ова може да се случи при ендотермни реакции, но тогаш всушност е спонтано бидејќи се зголема ентропијата надвор од системот. Ама рачунаме во некој си изолиран, кај што нема надвор. Сега, овие двата квадрати кои стана всушност се зависни од температурата на околната средина. Така што ќе направиме еден многу прост пример. Значи имаме абсорбирање на енергија и плюс зголемување на ентропија. Тоа значи имаме една коцка мраз, така че имаме коцка мраз и ја ставиме во околина каде што има поголема температура. Значи овие зависи од температура. Ако има поголема температура, што ќе се случи? Едноставно тој мраз ќе премине во течна агрегатна состојба, да речеме дека е вода, така, ќе премине во течна агрегатна состојба, што има повисока ентропија, така него мразот, и плюс за тоа да се случи е абсорбирана, доаѓа топлина од надворешната средина, така, односно се зголемува енталпијата. Така што овие процеси овдека се можни, значи само се спонтани, поточно се спонтани при повисока температура, повисоко Т. Додека во другиот агол имаме вода, така да речеме имаме вода, која самата вода по себе, значи има некоја си ниво на енергија, кој ќе речеме дека е повисоко ниво на енергија, затоа ќе ставиме повисоко Х, и има некоја си повисока ентропија. Сега, ако ставиш на температура од 0 степени или нема врска, некоја си пониска температура, значи ова ако го ставиш на некоја си пониска температура, тоа ќе премине во мраз. Така ќе го направиме тоа со коцка мраз. Коцката мраз има пониска ентропија. Исто така, за да стане коцка мраз, водата треба да оддаде енергија во околната средина, бидејќи околната средина е со пониска температура. Така што овој процес ќе биде спонтан само при пониска температура. Значи ги имаме 4 случаи. Кога ако имаме намалување на енталпијата и зголемување на ентропијата, сигурно е спонтан. Ако имаме зголемување на енталпијата и намалување на ентропијата, тоа е неспонтан процес. И ги имаме овие во кешевите кои што зависат од дали имаме повисока или имаме пониска температура во зависност од дадената супстанца која е во системот, од даденото хемиско соединение. Сега, оваа гипсова енергија која зборевме во оваа видео е многу важна, особено во органска хемија, во биохемија, и таму ќе спомнуваме многу подетално, и во физичка хемија исто ќе објасниме. Ова сепак е општа хемија и едноставно само го објаснуваме основниот концепт, но и овдека ќе спомнеме некое си значење, само како наоѓа значење во биохемијата, односно органската хемија, но и тоа ќе биде некое си општо запознавање. Добро, тоа беше се за видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.